Добре дојде во студио за професор Стево Пендаровски, политички аналитичар. Добре дојде и за Светлана Јовановска-Нана, дописник на Нова од Брисел, долгогодишен сушност дописник од Брисел за неколку редакции. Околу извештајот прилично песимистички звучи всушност оценката на еврокомесарот Штефан Филе вели вака: статус кво состојбата за Македонија има цена, се мисли на статус кво состојба во евроинтеграциите и од тука нерешавањето всушност на проблемот на името, кој го смета за клучен во напредокот. Па да, точно е тоа дека проблемот со името создава статус кво. Само проблемот со името ли создава? Во очите на Брисел. Да, не, значи статус квото е тука заради името, затоа што ние не можеме да го решиме спорот со името и заради тоа не можеме да почнеме преговори. Значи, за да може да се деблокира целата таа работа, за да може Македонија да преговара, да ги решава проблемите, реформите да одат полесно и така натаму, треба да се влезе во процес на преговори со Европската Унија. Меѓутоа, името тоа не ни го дозволува, како што знаеме. Ова е пети пат што добиваме препорака, иако до декември не биде направено ништо, тоа така и ќе остане веројатно и за другата година. Но истовремено они сметаат дека проблемот со името е ризик и за реформите, бидејќи ги кочи реформите во самата земја. И начинот на кој што ние ги правиме реформите, во целиот извештај може да се види дека има многу забелешки, се гледа дека тоа не треба да биде така. Господине Пендаровски, зошто проблем е исклучиво името и како е потенцирано дека тоа всушност се предизвикува статус кво состојбата, иако извештајот е, како што кажа Светлана, полн со забелешки околу назадувањето во тие реформи. Всушност непостоечки во некои области. Секуловска, проблемот со Македонија е сличен со проблемот кој го имаше Србија доскоро. Евроинтеграциите таму беа затемнети од прашањето за Косово. Сега, откога Косово е тргнато на страна, допрва ќе видите, веќе има најава, денеска Филе зборуваше прилично екстензивно и на таа тема, какви све реформи ќе се бараат суштински, например, во правосудството од Белград. Кај нас проблемот со името, кој е неспорно формален проблем број 1 за да одиме понатаму, ги покрива сите други проблеми. Од она што успеав да го видам за ова кусо време од кога е објавен извештајот, не само толкувањата на Филе, моето чувство е дека овој извештај е за еден степен подолу генерално од ланскиот, а тој беше од прекланскиот. Че ние во сите клучни сегменти одиме надолу, и името и понатаму, бидејќи е најголемиот проблем кој го интересира Брисел, името и понатаму успешно ја игра улогата на завеса за која се кријат големите дупки во така наречените македонски домашни реформи. Статус кво за Македонија. Целиот регион се придвижува сериозно, дури и Албанија која беше која беше на дното, така да го дефинирам незиниот статус, ќе добие кандидатски статус за преговори. Србија се придвижува кон започнување на преговори, единствено Македонија и двајцата се слагате дека станува збор за името. Ако проблемот е во името, зошто Европската Унија не го дава решението, ако статус кво всушност значи статус кво во Обединетите нации? Зошто тогаш не се префрла топката, односно решението, можноста да започнат некакви преговори, макар биле паралелни или можеби да се придвижат кон ЕУ? Зошто така не? По примерот со анкетната комисија. Па видите, има еден од обидите на Филе е оној во кој што он тоа го предложи и минатата година и сега повторно. Вика дека името треба да се реши во рана фаза на преговорите. Со тоа тој прави притисок врз Грција, врз земјите членки, се обидува да ги натера, да и го дадат на Македонија тоа да почнеме тој процес на скрининг и потоа тука да се решава проблемот со името. Минатата година тоа не му успеа. Да видиме дали ќе успее годинава. Јас сум песимист по тоа прашање.
Меѓутоа, дали Европа да се вклучи или да не се вклучи, јас на повеќе пати го имам поставено тоа прашање во Европската комисија и одговорот секогаш е ист. Викаат дека Македонија е таа која што треба да побара од Европската Унија, од Ештон, од Филе, од нив заедно, да влезат во тој процес. Меѓутоа, процесот е во Обединетите нации и никој досега не се обидел да го извади од таму. Добро, по примерот на Хрватска и Словенија. Ја имам поинаква теза. Ја мислам дека Европската Унија не треба да се пушта внатре во процесот, проста причина што Грција е членка таму. Америка по сите параметри е подалеку од можните влијанија како медиатор во спорот. Америка е помоќна и со тоа поотпорна од било која европска држава или ЕУ во целина. Но последицата се едно е статус кво. Се согласувам. Ова е мојата теза. Ние не го решаваме спорот со името не затоа што Нимица е лош преговарач или затоа што е американец кој не го интересира овој спор. Сите што сме биле макар малку внатре или блиско до тој процес, знаеме дека човекот е исклучително агилен внатре. Вие не можете, јас тоа го објаснувам постојано со триножно столче. Ви мора да имате три нозе за да биде стабилно тоа решение утре. Мора да има политичка волја во Скопје. Ја нема од познати причини. Мора да има политичка волја во Атина, ја нема од познати причини. И на крајот политичката волја на некој меѓународен фактор кој ќе рече седнете сите заедно. Заблуда е кога мислите дека Белград и Приштина се договорија само затоа што беа притиснати во зид. Предходната по многу проценки многу подемократска влада на Борис Тадич не можеше да отиде подалеку од фуснота договорот. Се плашеа за понатаму. Овие сега решија да го решаваат прашањето. И тогаш можете, ако имате двајца вољни за преговори, ама за суштински преговори, не за family фото, тогаш доаѓаат странците и велат, ајде сега и ние да го заокружиме овој триаголник на успехот. Кај нас не постои, неспорно е дека не постои никаков политички приоритет во Атина да се разговара за ова. Уопште не го мислат тоа прашање. Овдека знаеме од кои причини можеме да ги дебатираме и овде се смета дека тоа е заради непопустивата позиција на Грција и ни промил кабает на наша страна и се вие очекувате Брисел или Вашингтон да рече нема волја таму, нема волја тука, ја ќе го решам, нема проблем. Не се реша палестинско-израелскиот проблем. Не знам кој друг да ви го каже, британско-ирскиот мора да има волја во двата главни града плюс меѓународна заедница. Да, тоа е тоа дека двете страни ако они се согласат дека треба да се преговара со Европска Унија најверојатно ќе влезе во процесот, меѓутоа вака они се немоќни. Клучен проблем и заради кој ниту едно поглавје нема да биде отворено доколку започнат преговори со Европската Унија се медиумите. Првото поглавје рече Филе денеска, одговарајќи на новинарот на Нова, главниот уредник Борјан Јовановски, беше токму тоа прашање. Имаме два инструмента. Еден е спикап конференција, вториот, и тука се разбира и диалогот ЗНМ влада, кој се смета за еден од исто така клучните. Третиот, односно, нема отворање на ниту едно поглавје, додека не се затвори она за медиумите. Но тоа е со започнување на преговорите. Во моментов, ситуацијата околу медиумите, за неа нема Филе решение, нема ниту извештаат. Па, нема. Единствена работа што Филе може да ја прави Европската комисија, земји членки и така натаму, е еден вид притисок, и они тоа го прават. Они велат во овој извештај дека Сдруженијето на новинари и владата треба да седнат и да отворат диалог, со кој што ќе се дојде до она што го слушнавме овие денови медиумска култура, за да можат новинарите да работат без страф, за да има истражувашко новинарство и така натаму. Автоцензурата е спомената исто така во извештајот. Точно, рекламите и така натаму, владините реклами во медиумите. Меѓутоа, они не можат ништо друго да прават. Они тоа можат да го повторуваат и тоа е тоа. Додека не почнат преговорите. Ако почнат преговори, тогаш влегуваме во тоа во друга фаза и поглавието 23 месечини, каде што точно тогаш ќе се бараат поконкретни работи. Меѓутоа сега е тоа, тој диалог и сега треба да видиме како ќе, не знам, може ќе дојдеме на тоа прашање како ќе се менаџира како овде ќе се менаџира донесувањето на законот за медиуми. Зошто инсистираат на диалог помеѓу владата и ЗНМ, кога владата всушност инсистира на диалог околу законот за медиуми, а ЗНМ се плаши дека ќе биде всушност монолог и дека ќе биде наметнат тој закон? Инсистираат затоа што не знаат друго што да прават.
освен диалог во кој што ќе се седне новинарите и владата, кој ќе трае 1, 2, 10, 20 сесии, не знам, во кој што можеби ќе се дојде до некаков договор и тоа што го реков и преска, таа медиумска култура која што сега ни ја воведува. Да. Они немаат друго што да прават. Нема ли навистина? Не, ова сакам да додадам. Гледате, внимавајте, има генеза овој термин диалог. Да. Вратете го назад филмот. 2006-2008 извештаите зборуваат за немање на меѓуетнички диалог. Да. Подосна стануваше збор за немање политички диалог и сега зборуваат за немање на диалог во оваа многу витална сфера. Забележувате дека 5-6 години наназад ни се провлекува таа забелешка, немаме диалог. Диалог е предпоставка да влеземе во било какви демократски реформи. Чи ако имаме постојано диалог, нема таму, диалог нема таму, диалог нема сега во оваа сфера, ја мислам дека од таа страна веројатно имаме власт која е прилично аутистичка. А немаме ни политички диалог, тоа е дека ние Политичкиот диалог го има и во денешниот извештај. И политичка криза се навестува Поради немање политички диалог. Да, и со апсењето на Шиповиќ, СДСМ најавува излегување од комисијата. Моето прашање е, може ли оваа влада да го наметне законот за медиуми и преку ноќ да го донесе неколку дена, можеби некоја недела после извештајот? Ајде да се подсетиме на една ноќ, за која не критикуваа многу во Европската комисија. Пометите кога го срушивме европскиот минимум рекорд за брзо носење закони, во една ноќ 100-150, и подосна спикерот на парламентот се извинуваше пред европските функционери. Велеше ова повеќе нема да се случи. Чи можно е некоја ноќ да се донесе таков закон без прашување на битниве стейкхолдери пред се здруженијата. Донесувањето на буџетот. Апсолутно. Значи, со години читаме за медиумите во извештаите и секоја година делот за медиумите е се полош и полош, односно по строг, да речам, не знам. Овој пат е навистина поглавие во кое што стварно има што да се прочита. Критика до критика. Зошто не се споменати во извештајот притворањето на Томислав Кежаровски и истрагата за загинувањето на Никола Младенов? Затоа што се доцна случаи. Ти знаеш подобро од мене, меѓутоа, грубо кажано, извештајот се затвара околу 15 јули. Да. Со случувањето околу 15 јули, значи што било до тој момент, и велат само ако уште нешто донесете во меѓувреме за таа специфична точка, можеме да го ставиме. Значи ова се случува отприлика за загинувањето не, меѓутоа зборувам за Кежаровски, беше предпоставам прилично доцна. Беше затворен, да. Извештајниот период, да кажам. За загинувањето на Никола Младенов, ја мислам дека немаат податоци. За да можат да... Не може да се нотира? Не можат да... Јас мислам дека нема податоци. Не да се даде оценка за истрагата, да се нотира дека загинал еден од највеликаните на македонското новинарство. Тоа е прашање што треба да им се постави точно. А за Кеджаровски веројатно се чека сега. Јас мислам дека истрагата за Младенов, истрагата не беше завршена во извештајниот период, тоа е грубиот до 15. Веројатно чекаат што ќе каже истрагата, тоа е кажано потоа. Јас сакам да верувам дека е така. Нема друго логично објаснување, бидејќи станува збор за крупни настани меѓници, би рекол.